кој може да ја открие иднината. Давид бил многу зафатен. Требало да го фати авионот, имал толку малку време само да ја телефонира на својата сопруга Ана и да ја каже кога ќе се врати. Но Ана чувствувала дека нешто не е во ред. Не можела тоа да го објасни. Тоа било некое чудно чувство. Го молела својот сопруг да не патува со тој авион. Давид навистина го променил летот. После откажувањето на летот, авионот со кој требало да лета се срушил и сите патници загинале. Еден кинески земјоделец се приготвувал за сетва на ориз. Меѓутоа, свештеникот Фунгу Шуи му кажал да почека само 2 дена. Тој навистина сетвата ја одложил, а соседите се смееле на неговата лудост. Таа ноќ надошла незапамтена бура која се опустошила. Ги уништила големите површини посејани со ориз, а и посевите на неговите соседи. Дали е ова само случајност, или пак можеби постојат настани во иднината кои веќе сега можеме да ги знаеме? Дали ќе биде нуклеарна војна? Дали ќе добијам рак или сида? Дали ќе добијам на лото и дали ќе бидам среќен и богат? Дали постои нешто слично на судбина? Дали навистина надвор од нашиот живот постои сила која ја одредува нашата иднина? Ако постои, која е таа сила? Многумина од нас чувствуваат од овие или други причини дека би било добро да дзирнаат во иднината. Би било навистина убаво да се знае иднината, но сепак дали тоа би било убаво? Пред неколку години некој човек со група своји школски другари отишол кај една вражарка. Таму кажала многу работи, за кого ќе се ожени, колку деца ќе има, со што ќе се занимава и каде ќе живее. Се што таа кажала се остварило. Меѓутоа, таа му кажала уште нешто. Која ќе умре? Ќе живееш, рекла вражарката, само до 42-та година. Кога времето се приближило, неја го опфатило голем страв. Страв која ќе умре, страв како ќе умре, страв што ќе ги напушти секако жената и децата. Стравот управувал со неговиот живот. Денес тој човек има повеќе од 42 години. За среќа, тој на време побарал помош и бил ослободен од стравот. Прорекувањето на иднината повеќе не го држал во своите стеги. Познавањето на иднината може да биде добро, но и лошо. Сепак многу луѓе сака да ја знаат иднината. Милиони луѓе ги пратат хороскопите во весниците, радиото и телевизијата. Некои мислат дека тоа е безопасно, забавно и не очекува дека тоа ќе се оствари. Други пак тоа го земаат сериозно и даваат големи суми на пари за совет од астролозите. Секаде по светот луѓето се обидуваат да ја дознаат иднината. Се употребуваат најразлични методи. Било каде да одите, секаде ќе најдете методи кои ви одговараат. Например, Ю Джинг во Лондон, руни во Сиднеј, гледање во кристална топка во Лос Анџелес, гледање во дланка или филџан кафе во нашите краеви. Насекаде во светот постојат методи кои се привлечни за секој човек со цел наводно да ја открие својата иднина. Освен овие методи кои ја предвидуваат човековата иднина, секако треба да ги споменеме и така наречените пророци кои ја предвидуваат човековата иднина. Нострадамус секако дека е еден од најпознатите гледачи во светот. Тој живеел во 16 век во Франција. За време на својот живот тој бил познат како лекар отколку како пророк. Пред крајот на својот живот станал познат по своите пророчки строфи од по 4 стиха наречени кватрени. Дали навистина кватрените покажуваат и докажуваат дека Нострадамус можел да ја гледа иднината?
Каква опасност се крие во кватрените? Не волјате во тоа што многумина од низ кватрени се без датуми пишувани и нејасно. Луѓето кои сакат да веруваат во неговите пророчанства ќе најдат причини за тоа, но и оние кои се сомневаат во него можат лесно да го отфрлат. Треба да споменеме дека Нострадамус бил пола евреин, а половина француз. Тој многу студирал за да стане лекар. Користејќи ја големата библиотека во свое време, тој читал и астролошки и окултни извештаи. Тој самиот ги открива појдовните точки на своите предскажувања. Нострадамус користел окултни книги, толкувал врз основа на површината на водата и употребувал многу магиски работи. Пророштвата на Нострадамус, хороскопите и астрологијата, какви што денеска ги познаваме, цврсто се втемелени на митологијата на Стара Грција и на Стариот Рим. Библијата ни го дава следново предвидување кога се во прашање пророците и јасновидците. А вие не слушајте ги вашите пророци и вашите бајачи, вашите јасновидци, вашите магепсници и вашите вражари. Еремија 27 глава, 9 стих. Денеска, кога се занимаваме со астрологијата, ние всушност повикуваме некои од митовите и боговите на старите времиња. На тој начин се впуштаме во опасност од која тешко можеме да се вратиме. Сите ние имаме чувство за иднината. Откривањето на иднината донесува возбуда и радост, но од друга страна може да донесе страв и грижи. Луѓето сака да ја дознаат добрата страна на својот живот, односно дека лошите работи нема нив да ги пратат во животот. За христијаните кои веруваат во Бога, иднината е непозната, но никогаш не е несигурна. Бог нас не создал и ја знае иднината на секого од нас. Тој знае дека ние сме свесни за иднината и знае дека че знаеме и имаме потреба за сигурност, затоа со љубов ни нуди надеж за она што е пред нас. Најголемата тајна, а за многумина и најголем извор за страв е смртта. Што ќе се случи кога ќе умрам? Има ли нешто зад гробот? За да добиеме одговор на овие прашања, Исус дошол на овој свет да умре, но и да не остане за секогаш мртов. Се вратил од смртта за да ни покаже дека постои нешто многу поважно од овој живот. Тој дошол да ни покаже да не се плашиме од смртта. А Исус ја рече: јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене нема да умре, ќе живее. И секој што живее и верува во мене и да умре, ќе живее. Јован 11 глава, 25 и 26 стих. По природа, ние луѓето сме свесни за постоењето на иднината и природно е да размислуваме за овие работи што ќе се случат. Астрологијата може да ни даде чувство на личен идентитет. Тоа лесно може да се примени како средство во секојдневниот живот. Меѓутоа, што ако е безвредно или пак опасно? Зошто тогаш не се свртиме кон Бога? Дали тој нуди на личноста слично чувство на лична вредност? Дали тој е подеднакво реалистичен и практичен? Да, секако. Со Бога можеме да започнеме однос кој е двонасочен, практичен, вреден и непосреден. Нашиот однос со Бога се заснова на молитвата. Молитвата е едноставно разговор со Бога, зборување на Бога и слушање на она што Тој ни зборува. Во молитвата за Бога ние зборуваме она што го сакаме. Тоа е барање на она што ни е потребно и слушање на она што Бог сака да ни го каже. Но ти кога се молиш, влези во својата скришна соба и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец. Матеј 6 глава, 6 стих. Бог е личен Бог и ни сака се најдобро. Тој е среќен што може да ни помогне, да се грижи за нас, да ни пружи љубов
и да ни даде на знање дека многу му значиме. Во молитвата тоа можеме да го почувствуваме, да бидеме блиски со Бога и да му ја довериме својата иднина. Ако сакаш да имаш такво пријателство со Бога, ако сакаш надеж, сигурност и мир, примени ги во својот живот овие совети. Кажи му на Бога ако си загрижен за својата иднина. Кажи му како се чувствуваш, без обзир што е во прашање, работа, болест, семејни проблеми, било што, Бог те разбира. Замоли го Бога да ти помогне во животот. Замоли го да биде со тебе секој ден. Немој да се двоумиш, да разговараш со Него секој ден преку молитва, бидејќи Тој секогаш е со тебе. Ако некогаш си користил уига табла, или си одел кај вражари, или си бил закачен на хороскопот, или нешто слично, кажи му на Бога. Замоли го да те ослободи. Замоли го да те заштити од злото, кој може да биде поврзано со она со што си се занимавал порано. Замоли го да те чува и да му помогне на твоето семејство. Читај Библијата, Божјата реч, читај ги Евангелијата. Додека ги читаш, ќе најдеш повеќе извештаи за Бога кој се грижи за тебе. Можеби ќе сватиш дека од помош ќе ти биде ако одиш на богослужение или на состаноци на кои се проучува Библијата. На тие состаноци ќе имаш можност поблиску да се запознаеш со Исуса и Неговата милост која е насочена кон секого. Бог нема да ти обезбеди список на идните настани во животот, но верувај, тоа нема да го направи ни хороскопот. Бог обезбедува водство кој ти е потребно тогаш кој ќе се соочиш со тешки одлуки во својот живот. Исус отишол од овој живот за да не увери во животот кој ќе дојде. Тој ни ветил живот кој никогаш нема да се заврши. Тој ни ветил вечен живот. Јован 3 глава 15 стих. Според тоа, не постои нешто од што треба да се плашиме ако патуваме со Исус Христос. Тој веќе поминал по тој пат и го прогласил дека е сигурен. Да, постојат тешки денови, постојат тешки делови на тој пат, но ние можеме да патуваме со сигурен водач кој ветува дека секогаш ќе биде со нас. Мир ви оставам, мирот свој ви го давам. Јас ви го давам некако што го дава светот, да не се плаши срцето ваше, нито да се бои. Јован 14:27. Има ли нешто подобро од тоа? Бог не ни информира за сите настани кои би требало да се случат, меѓутоа, тоа не го прави ни астрологијата, но која дава вистинската среќа и мир денеска. Искуството на милиони луѓе по целиот свет сведочи дека тоа го прави само Бог. Тој е стабилен и во потполност може да му се верува. Бог дава мир. Тој ги задоволува нашите најдлабоки потреби и не води во сигурна иднина.